Почитувани наши читатели и наши верни гледачи, добре ни дојдовте во уште едно издание на емисијата на Муабет. Овој пат ви презентираме гостин кој што смело зачекорува во едни поинакви хоризонти во светот на боите. Таа создава пейзажи, реални и имагинарни. Доктор Наташа Поповска-Карче, стоматолог по професија, а вистински влюбеник и промотор на уметноста, денеска во на Муабет. Велам здраво и добре ни дојдовте. Односно, добре дојдовте вие кај мене и ви благодарам за поканата и за тоа што ја посетивте мојата ординација, иако не е заради забоболка. Така, да, навистина една убава и прекрасна причина заради која што сме тука. Благодарам за гостопримството и благодарам за тоа што се одзовавте на нашата покана да гостувате во емисијата на Муабет. Наташа, пред себе, кажете ми како се случува оваа паралела на стоматолог и уметник? Многу често ми го поставуваат ова прашање и секогаш па и слични одговори давам. И викам дека она што постои вечно постоело во нас и само треба време да излезе тоа на површина. Стоматологијата е синергија на медицина, уметност и наука. Да бидеш доктор бара многу време, многу труд и многу вложување. Очекувањата од нас се големи и со право. И сега како една противтеза на таа колотечина од постојано давање и грижење за другите насмевки и грижа за другите луѓе, мислам дека изникнаа боите и четките. Вие изникнувате насмивката и преку страната на уметноста. Да, тоа е точно. Кога за прв пат фаќате боја и четка во рака? Тоа се случи 2013 година. Тогаш почна, така да речам, моето самоизразување и да си играм со боите и со четките и после тоа течеше се понатаму. 3 години после тоа, можеби брзо, можеби не според вас, се случува вашата прва изложба во 2016 година. Чинам, како се одлучувате на овој чекор? Како застапувате како уметник да се презентирате пред народот? Првата моја изложба беше 2016 година во Аквариус и тоа се случи едноставно спонтано, навистина спонтано, при разговор со еден мој драг пријател, исклучително драг пријател и ми вика као знате зошто греот е да не ги покажеш ова што го правиш и да им го покажеш на сите, пошто аз претходно ги ставав сликите, ги вадев на Facebook, тоа што ќе го направев излегуваше на Facebook. И тогаш падна идејата, потоа се само организирав и направив и беше на денот на мојот роден ден. И тоа стварно навистина беше едно прекрасно доживување и многу убава вечер. После тоа, како растевте како уметник? Оваа изложба ви даде поттик за понатака да продолжите да работите? Каков беше интересот? Како сега ја доживувате таа 2016 година од оваа страна? Како се развивавте после? Види, Развојот е пред се да си дадеш дозвола сам себе си да бидеш креативен. А креативност е се она што го правиш со љубов. За да го стигнеш тоа, треба да си ја соголиш душата. А за да дојдеш до тоа, треба време, сила, доблест, самоанализа. И така идеш до една клучна точка, работиш, додека не го постигнеш она кога сакаш баш да си ја постелиш душата на платно. Тоа ти барат храброст. После другото е се лесно, мешаш со бои, со четки и уствари јас тоа го правам заради свое собствено задоволство, заради моја сатисфакција. На секоја промена и секој потек велат е храбар чин кој што човекот го прави во текот на својот живот, па имавте ли вие недоумица можеби за да почнете и на некој начин и професионално да се занимавате со оваа ваша уметничка страна? За мене сликарството е хоби. И ова моје хоби, јас викам дека му дава простор на мојава душа да диши. Имав голема поддршка и кога почнував, меѓутоа и понатака од мојот драг пријател и колега доктор Драган Спасевски Охридски, кој за жал повеќе го нема меѓу нас. И не сум имала недоумици, него го работам затоа што уживам. Јас тоа што го правам, уживам да го правам тоа.
Каде уметникот ја црпи својата инспирација? Види, за да сработиш нешто убаво, мора да имаш некакво си расположение внатре во тебе, некаква си емоција. Најчесто како непресушен извор на инспирација ми е природата и љубовта. Јас сликам кога сум среќна, кога сум тажна, кога чувствувам љубов и тоа е единствена моја инспирација. При разговор со уметниците најчесто велат дека токму тагата е таа најсилната емоција која што ги тера да се изразуваат уметнички. Важи ли ова и за сликањето? Мислам дека важи за се. Знаеш како викаат, славајот најубаво пее кога е најтажен. Мислам дека болката и тагата се најјаките емоции кои што те тераат како капка во чаша која ќе се преполни ти да излези тоа од тебе и да го пренесиш на платно или да створиш музика или да направиш некоја си друга креација. Сликањето е секогаш, нели, ако имаме филм, веќе ја знаеме приказната и тоа е она што е однапред презентирано од страна на авторот или ако имаме книга. Но кога имаме слика која што авторот ја презентира, секој различно ја доживува таа и секој различно ја проценува публиката. Се случува ли често да скроз сликите бидат доживеани поинаку од страна на публиката од она што на пример вие сакате да го прикажете? Секој ги доживува сликите онака како што ќе ги осети. И дали твоето дело е добро или не, тоа зависи од каков стимул ќе предизвика кај публиката што го гледа и количеството на енергија што ќе се произлезе од тоа дело. Зависи, јас понекогаш многу цртам пейзажи. Меѓутоа тоа не е стрикно отсликување на пейзажот, него тоа е пресликување на еден момент, еден миг. Зависи тоа јас како го чувствувам во мене, а оставам на публиката сами да уживаат и да откријат нешто и да се пронајдат во таа слика. И ако тебе сликата моја кога ја гледаш, ти предизвика дали да се насмевнеш или да запамтиш, да ти предизвика во тебе некое чувство, тогаш веќе сум ја постигнала целта. Да, често и тоа е изрека на уметниците, велат ако предизвикам било какво чувство, макар и на револт, значи јас сум успел. Да. Дали имате некаков посебен стил на изразување или сепак оставате на импровизација, да насликате она што во моментот го чувствувате? Јас работам со маслени бои, меѓутоа пробувам и со акрилните бои да работам. Не се држам стриктно за еден правец, него цртам едноставно, зависи како ќе се преплавам, каков нагон ќе добијам и кога мислите ќе ми добијат боја, јас едноставно тоа го правам и растеретена сум од тоа како ќе излезе, која боја со која да се измеша, него едноставно како што чувствувам тоа го правам. Значи ли дека можеби некогаш поидовната точка била една, завршило на крај кулминацијата со нешто? Да, многу се случува така да направиш, да тргнеш нешто да правиш, па после некое време тоа ќе ти прекине, па врз тоа работиш нешто друго и така. Колку време треба за да се нацрта, за да се наслика нешто? Понекогаш бара подолг временски период, меѓутоа понекогаш се случува во еден миг тоа да го сработиш. Кога работиш со акрилните бои, времето ти е пријател затоа што тие побрзо се сушат и побрзо можеш да го сработиш нештото. А со улјаните бои, тоа треба малце поќе време. Кога влеговме во оваа просторија каде што се изложени вашите фотографии, помеѓу сите овие пейзажи ви споменав го забележав и портретот. Да. Која што е навистина една специфична форма на изразување портретите. Ги цртате ли нив често или па можеби ова е уникатно парче? Цртам и портрети, да, меѓутоа не често. И пак ќе речам, да направиш портрет, тоа бара многу труд и многу знаење пред се. Ова е мојата внука и ова е навистина еден момент. И јас мислам дека успеав да го фатам тој момент. И ти кога ќе ја погледнеш, знаеш дека нејзе очите и се смеат, дека таа е весела, ведра, насмеана. Мислам дека таков дојам добиваш кога ќе ја погледнеш сликата. Да, навистина. Тоа зависи ли од моделот? Некогаш е макотрпна работа и за самите модели кои што стојат пред вас за да ги насликате? Па не би можела модел. Јас не работам на модел, него
еден момент кога да ја видам дали тебе или незе или било кој што ќе ми се вреже мене во главава и се трудам да го отсликам тоа што сум го видела и што сум го доживеала јас. Каква енергија ми дава тој што го сликам јас. Така, значи сепак е момент на забележана внатрешна меморија, Да, би рекла. да. Наташа, забележувате свои настапи на Охридско лето и се вбројувате меѓу имињата на најголемите уметници, би рекла, на еден престижен фестивал како што е Охридско лето. Што значеше настапот за вас на еден таков настан? Охридско лето е навистина меѓународна престижна манифестација и самото мое учество таму за мене представува огромна чест и задоволство. Знаеш, јас во ова фела на уметноста, моево хоби што ме однесе, ме довлечка некако таму. Јас настапив растеретено и не потпаѓам под гравитација на туѓото, на јавното мислење. Меѓутоа, градењето на статус во таа фела, како во смислен за мој развој, за собствен личен развој, и кога таа фела и луѓето околу неа ќе го приметат квалитетот и ќе го истакнат истиот, тоа е она што носи вистинско задоволство и поттик за да работиш понатаму. Изложбата беше 2019 година, тоа беше на прекрасна вечер и мислам дека моите бранови мисли баш се ја пополнаа таа магија што ја носи самиот фестивал. И баш сум среќна и горда за моето учество таму, затоа што понекогаш убави се и малите звезди кои што сеаат, и убава и нивната светлина, не само светлината на месечината. Токму затоа и треба да постојат таквите манифестации кои што ќе ги отсликуваат секако и овие нови уметници кои што се појавуваат и ќе им дадат шанса да бидете во друштво. И афирмација нивна и нивно представување, да. Од друга страна, мене пак ми е многу интересен називот на изложбата Бранови и мисли. Од какви дела беше составена таа изложба? Бранови и мисли е називот на мојата изложба. Го скоцкавме така затоа што јас многу сакам да цртам вода. Цртам пейзажи, меѓутоа сакам да цртам вода затоа што водата е немирна, непостојана, таа носи многу работи во неа. И меѓутоа се е бран. И мислата е бран, и водата е бран, и се тоа така тече како што тече и животот. Да, прекрасно, навистина прекрасно и прекрасен избор. Наташа, според вас, што му недостига на Охрид во поглед на уметноста? Охрид е уметност сам по себе. Ти само што ќе влезеш во Охрид, влегуваш во еден храм на култура и на уметност. Прекрасен е, да. Зашто му недостига? Јас како Наташа ништо не можам да сменам или да не знам, да направам за Охрид, меѓутоа сметам дека му треба една добра синхронизација и еманципација на сите објективни и субјективни чинители на охридскиот јавен живот. Кога сите би се заложиле и несебично се вложат за да го живеат Охрид. Ево, например, јас сметам дека на Охрид му недостасува една просторија каде што ќе може да се остварат изложби, каде што може да се постават поставки разни, дали од нашите локални уметници, дали од уметниците од странство. Меѓутоа тоа да биде просторија што ќе работи во текот на целата година и ќе биде наменета само за таа цел. Ќе биде стоплена, наместена, скоцкана, со поставени светла, не ти како уметник да се замараш со тоа, сега чекај да одам јас да ги поставувам сликите, него тоа да биде така дотерано, како што му личи на Охрид да има едно такво место. Идеја има многу, меѓутоа ќе видиме, можеби нешто ќе се реализира. Да, навистина јас се согласувам дека недостига барем во тој поглед да се олесни на уметниците местоите каде можеби и ќе можат да се здружат, па и да дискутираат и да разменат мислења. Не само за уметниците, тоа би било за цел народ, за народов на Охрид, значи исто и за младите. Значи на тој начин ние ќе ја направиме уметноста поблиска до луѓето. Уметноста како уметност е присутна во сите сфери на животот. Таа не е само да го инспирира човекот или да го, не знам,
Таа е нешто многу помојкно и ги буди сите сетила и сите човечки сетила. И мислам дека тоа му фали на Охрид. Дефинитивно треба да ја доближиме уметноста, Да. токму затоа и се трудиме и работиме и вакви проекти и емисии. Да, и вашава емисија е еден дел, една таква цел, има исто една таква цел, затоа што кога ќе го гледаш, тоа ти буди радост, задоволство, восхит. И ако е све надвор црно, темно, врне, например, денес, ние ќе се насмееме. Така, ви благодарам за убавите зборови. Сега би сакала малку да нурнам во вашата приватност, ќе се дрзнам, и вие сте личност која што многу сака да патува, од она што можев да го забележам кога ве истражував. И ете, што ве вдаходенува во местата кои што ги посетувате? Што сакате да понесете како спомен кога ќе посетите одредено место? Си ја завршила домашната работа, си ме истражила претходно, да. Јас на вистина сакам да патувам многу и не штедам на патувања. За мене патувањето не е само гледање на нови пейзажи, него тоа е скроз друг поглед на свет. На патувањата ги правиме најзначајните средби, средба сам со себе. Тогаш може да се видиш од друг агол, од друга перспектива, како ти изгледаш во очите на другите и да си ги видиш своите мани, својата појака страна. А башка на тоа што сета таа убавина, се што ќе вкусиш, што ќе помирисаш и што ќе пробаш, сето тоа ти ги отвора и ти овозможува креативни сокови да протечат низ тебе и да се вратиш полн, да можеш да работиш и да ствараш нешто ново. Која беше последната дестинација што ја посетивте? Па последно сега, за жал сега со ковидов многу работи Да. ни се скратени, крилјата ни се скратени, знаеш, не можеш многу да патуваш. Бев в Сараево, Бихач, така малку една интересна тура и стварно беше прекрасно. А кое е местото што ви останало врежано во сеќавање, што кога ќе се присетите се уште издишнувате? Јас имам поеќе места такви, значи не е само едно, значи ја сакам Барселона. Барселона сум бидена неколку пати и секогаш пак би се вратила таму, го сакам. Рим, Италија ја сакам, значи цела Италија ја сакам многу, но сакам исто, јас го сакам и истокот и она што сакам да одам и секогаш велам како желба кога ќе ме прашат кај сакаш сега да одиш, Да. сакам да одам Мароко. Не знам зошто, едноставно не знам зошто, ама многу сакам да одам Мароко. Тоа ми беше токму и следното прашање, која е следна Да, дестинација? пред некое време јас исто така на некој интервју за 5 години која е следна дестинација и истото го кажав. Меѓутоа го се случи ковид, па сега нигде немаме да мрнеме и ќе видиме како ќе. Се надеваме дека светот некако ќе Да, оздрави, да. ќе се случи повторно да ни се врати животот во нормала, па ќе можеме да пренесуваме импресии надвор од Да. границите на државата. Кажавме дека Наташа е стоматолог, дека е влюбеник во уметноста, дека многу сака да патува и помеѓу сите овие моменти во вашиот живот, која е Наташа? Па, види, Наташа, тешко е да се опишеш себе си. Наташа би рекла дека е влюбеник во сликањето, влюбеник во животот, влюбеник во поезијата, особено она на живењето. Се она што сум вкусила, што сум пробала, сите луѓе кои што сум ги запознала, се она што сум направила, сето тоа е дел од мојата автобиографија. Сето тоа е она што сум јас. Да, едно малку можеби необично прашање, ама така интересно од краток тип кој што понекогаш ги правиме во оваа емисија, кога спомнавте вкусување, што е можеби ајде не најгрдото, но најневкусното нешто што сте го вкусиле на овие патување? Може ли да се сетите на нешто такво? Па не знам да ти кажам искрено. Мене се ми е вкусно. Важите за гурман. Па не, да, сакам се да пробам и една од нештата што ги правам, кај да одам, значи многу сакам да експериментирам и пробувам се што таму ми нуди нивната кујна. И немам да издвојам нешто што би било така одвратно и грозно, да речем. Одлично. И јас сум влюбеник во храната, па потполно можам да ве разберам Да. во оваа констатација. Мислам дека веќе сме при крај со времето, како што ни сигнализираат, па ете, крајното прашање, нели секако би било, кои се идните планови? Па сега планови имаме секако, меѓутоа никој не може да си ја планира иднината и сега како што не затегна тој ковидов,
многу тешко можеш да планираш и стануваш свесен колку животов е минлив и колку денес си, утре не си. Но сепак, јас продолжувам да работам, продолжувам да стварам, да творам, не застанувам кога се ќе застане. И па би сакала, можеби, да направам покрај моето присуство на ликовни колонии во странство, можеби да направам некоја изложба во странство, но што ќе биде, ќе видиме. Се надеваме дека ќе се реализираат тие планови, дека името Наташа Поповска Карче ќе се слуша надалеку и дека ние како медиуми од тука ќе имаме да пишуваме за нашо Хриганец кој што успел во белиот свет. Да, па би сакала, да. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и на вас. Почитувани наши гледачи, се надевам дека уживавте во овој разговор и дека доволно ве нурна во светот на уметноста и ви побуди инспирација да уживате барем во убавините во моментов кој што ги нуди нашиот град. Останете понатака со програмата на Охрид Ньюс, ги следиме, знаете, најголемите трендови и најновите случувања. А за крај на ова издание ве носиме нисен на прошетка од сликите на Наташа Поповска Карче.